Денеска имаме три теми за дискутирање, а тоа е Законот за работни односи, Законот за административни службеници и влијанието на дигитализацијата врз корупцијата и психофизичкото здравје на вработените во јавниот сектор. Можеме да кажеме слободно, трчајќи овие десетина месеци, година дена по платите и по она што требаше да се решава од хаосот кој што беше оставен и уште сме дел од секторите во таков хаос, заборавивме на еден суштински дел, а тоа се законите кои што ги уредуваат правата на работниците. Законот за работни односи како основен и базичен закон и Законот за административни службеници, кој што закон, знаете, во минатото имаше и обиди за негово менување, но и се менуваше и се направи еден тотален хаос во законот, каде што и образованието, и мерит системот, но и платите падна на едно подолно ниво од причина што требаше да се гасат пожари во делот на порамнувањето на платите во јавниот сектор. Каде ќе бидете вие утре? Утре ќе бидам дома со семејството. Зошто не излегувате на протести, како што генерално излегуваат низ целиот свет, каде што има синдикално организирање, значи зборуваме во Западна Европа, па ве гледаме и во Турција и во останатите земји. Зошто не барем символично да кажете дека и во Македонија има организирано синдикално движење? Во Македонија има организирано синдикално движење и секогаш низ годините кога ќе сме осетиле потреба дека треба да излеземе на протест, излегуваме на протест. Тоа сме го докажале, дали требало да биде протест, дали требало да биде штрајк. Сега оваа година, како и претходната година, кога ги повикавме сите пратенички групи да го дадат своето размислување во делот на програмите, да ветат пред нас, така и оваа година сакаме низ диалог да ги решаваме проблемите. Всушност секогаш решавањето на проблем на крајот доаѓа на маса низ социјален диалог. Сега велиме дека имаме добар социјален диалог и затоа на ваков начин го одбележуваме 1 мај. Кога ќе осетиме дека ќе бидат загрозени нашите права или ќе бидеме дискриминирани, тогаш бидете сигурни и нема да го чекаме 1 мај, туку одма ќе излеземе на улица. Велите добар социјален диалог, но не функционира ЕСС, односно Економско-социјалниот совет, нема репрезентативност ниту еден синдикат, беше смената во 5 до 12 комисијата, а со истечена репрезентативност на сите синдикати. Каде е тука доброто? Како оценувате дека е добро? Гледаме дека и во јавната администрација плати немаат земено, можеби денови нешто ќе земат, но Великден го помина без плати, хаос е со платите. Едноставно, каде го гледате вие добриот социјален диалог во село? Хаосот кој што настана во одредени институции треба да ги упатите према тие што ги водат тие институции поточно и мислам дека е одговорноста токму таму. Каде го гледаме добриот социјален диалог и без репрезентативни синдикати на ниво на грански синдикати разговаравме повторно со владата и еве да ви кажам, имаше спремност од владата од 1 мај да почне повторно и поголемо зголемување на платите во јавниот сектор, но сега ќе ги прашате оние кои што излегуваат утре на протест, зашто одбиваат да се сложат и зашто вработените од 1 мај повторно нема да земат зголемување на платите во министерствата и агенциите и управите.